Во студиото со вас, Александар Спасовски. Први вечерни вести, ви благодарам што сте со нас. Едно лице е повредено, но е надвор од животна опасност во новиот пожар кој попладнево повторно избувна во околината на Штип. Како што информираа надлежните, тој бил собственик на едно од трите викенд куќи кои ги зафатиле пламените јазици. Денешниот пожар избил во непосредна близина на вчерашниот, но сепак на различно место. Против пожарните екипи веднаш се упатиле на терен, а бил активиран еден авион за гасење на пожарот. Пожарникарите успеале да го стават огнот под контрола. Нашиот штипски дописник Трајан Ристовски беше на терен. Нов пожар во околината на Штип на само 1 километар од претходниот, кој успешно беше локализиран, но овој пат има повредено едно лице, а 3 викендици се опожарени. Огнот попладнево се прошири по ридовите Клисибар и Кумлак, заканувајќи се да опожари 15 на викенд куќи, лоцирани во непосредна близина. Во една од нив бил собственикот кој се обидел да ја изгасне запалената викендичка и само благодарение на брзата интервенција на пожарникарите доброволци му е спасен животот. Пожарот се проширил за неполни 5 минути. Силниот ветер го докарал до самата куќа на човекот. За жал човекот покушал што може сам. Човек унатре беше. За крово почна да се пале на еднашка и почнаме да гасеме. Ние улеземе унатре, човекот вај го извадиме. Приоритет ми беше човекот да го донесеме во клиничка болница Штип. Спасен е човечки живот. Собственикот на викендичката се здобил со изгореници по екстремитетите и вдишал чад. Хоспитализиран е во Штипска клиничка и е надвор од животна опасност. Лицата кои учествуваа во гаснењето на пожарот тврдат дека овој пат причинител е човечки фактор. Одговорно тврдам и јас и луѓето што биле таму на лице место дека пожарот денес е подметнат. Поради непристапноста на теренот, сувата вегетација и силниот ветер, на помош била повикана и дирекцијата за заштита и спасување. Еден трактор веднаш полета и беше еден од оние кои што помогнаа, но сепак пожарникарите кои што на земја пожртвувано и храбро се бореа, го има клучниот момент за успех да се изгасне овој пожар. Ангелов апелира собствениците на викендички превентивно да ја отстранат требата од дворовите, која може да биде опасна за нивните објекти. За Сител, Трајан Ристовски. Две лица од Прилеп загинаа, уште едно е тешко повредено во тешка сообраќајна несреќа која рано попладнево се случила на патот Прилеп градско во близина на исклучувањето за Кавадарци. Според информациите во сообраќајката загинал 51 годишен маж кој управувал Шкода, како и неговата 42 годишна сопатничка, додека со тешки телесни повреди се здобил нивниот сограѓанин 39 годишен прилепчанец кој управувал Голф. Информацијата ја потврди МВР, од каде велат дека по неколку часови застој, околу 17 часот сообраќајот е целосно нормализиран. Почна светското првенство во фудбал. Веќе на теренот се екипите на Мексико и Јужна Африка. Најголемиот спортски спектакл оваа година носи рекорден формат, рекорден број надпревари и огромни очекувања од навивачите, спонзорите и организаторите. На терен ќе се борат најдобрите репрезентации, надвор од него ќе се вртат милиарди од телевизиски права, билети, туризам, реклами, спонзорства и што ли уште не. Некој денар веројатно ќе се сврти и кај нас, особено во рестораните и кафулињата, каде се организира гледање на надпреварите. Како е вечерва во Скопје, на терен провери Наташа Мерсовска, имаме во овие вести. Наташа, гледам зад тебе веќе поставени знамиња. Се чувствува ли атмосферата, се чувствува ли стартот на светското првенство и во главниот град на Македонија? Александар, се чувствува пред неколку минути започна светското фудбалско првенство, чии домаќини се САД, Канада и Мексико. Традиционално, еве како што може да забележите и вие гледачите, надпреварувањата се гледаат во локали кафулиња и овде од центарот на Скопје веќе се гледа првиот надпревар Мексико Јужна Африка. ФИФА очекува рекордна заработка од над 11 милиарди евра од ова светско фудбалско првенство, меѓутоа бенефит ќе имаат и економиите ширум светот, вклучувајќи ја и нашата. Македонија не се пласираше да учествува во ова првенство, меѓутоа Хрватска и Босна и Херцеговина ќе се надпреваруваат и тие се едни од фаворитите на нашите надпреварувачки. За бројките и заработките кои што ќе се вртат од светското фудбалско првенство гледаме во прилогот од продолжение. Заработка од над 11 милиарди долари очекува ФИФА од светското фудбалско првенство, што е рекорд во историјата на фудбалот. Во официјалниот буџет, ФИФА предвидува приходи од 8,9 милиарди долари, од кои 4,2 милиарди само од телевизиски права,
3 милиарди од продажба на билети и изместување, над 1,7 милиарди од спонзорства и маркетинг права. Сепак од првенството кое ќе се игра во САД, Канада и Мексико, придобивки ќе имаат економиите во сите земји. Традиционално надпреварите се гледаат во локали и кафулиња, па така ефектите врз глобалната економија се проценуваат од над 80 милиарди долари. Овде спаѓаат приходите од туризам, транспорт, угостителство, трговија и други услуги. Според некои анализи, турнирот може да придонесе со над 41 милиарда долари кон глобалниот БДП. Рекордна заработка очекуваат и македонските угостители. Па очекуваме повеќе гости, зголемен број на туристи, пошто такво е и времето е такво. Мислам дека ќе има поголем број на резервации на странски туристи. I'd say Scotland. Навијамо за Бразил, да. Ако биде онака пуштено на телевизор, да, ако не, сама не планирам да пуштам. Ваш фаворит некој имате? Не. Да, ќе го гледаме нормално. Дали имате ваш фаворит? Имаме нормално. Македонија и само Македонија. Пак ќе најдам за Хрватска и Босна. А дали ќе гледате дома или еве вака по ресторани, кафулиња? И така и така. Дома со сопругата, со другари во ресторани. Па планирам годинава, да. Би сакала да се активирам малце околу таа полематика на спортот. Имате ли ваш фаворит? Па да речеме Бразил. Нека биде. Инаку ова светско првенство ќе биде најголемо досега. Игра 48 репрезентации, ќе има 104 надпревари, а се игра во 3 земји домаќини. Токму поради тоа ФИФА очекува двојно повисоки приходи во споредба со Катар во 2022 година, кога инкасираше 7,5 милиарди долари. Добро ќе заработат и фудбалските екипи кои учествуваат. Вкупниот пакет изнесува 871 милион долари. Наградниот фонд за репрезентациите е 655 милиони долари, а светскиот шампион ќе добие 50 милиони долари. Финалистот 33 милиони, третопласираниот 29 милиони и четвртопласираниот 27 милиони долари. Секој учесник добива најмалку 10 милиони долари за пласман плюс 2,5 милиони за подготовка. ФИФА очекува над 6 милиони навивачи на стадионите и околу 6 милиарди луѓе глобално да го следат турнирот преку ТВ екраните или на дигиталните платформи. Цената на билет за надпревар изнесува од 60 до 120 долари за групната фаза, додека за полуфинале картите се продаваат од 400 до 500 евра. Гледањето пак на финалето во живо ќе чине најмалку 2000 долари за карта. Наташа Мерсовска, Сидел телевизија. Ништо ново и по последната средба на претседателките на Македонија и Бугарија во Софија. Премиерот вели дека ниту бугарските барања не се нови, но ново е тоа што, како што рече, сега сите можат да видат на какви апсурди се согласила претходната влада. И тој, но и претседателката Силјановска велат дека прилично е јасно дека уставните измени нема да завршат работа и дека Бугарија ќе поставува нови барања. Ивана Соколовиќ најдова утрово се врати од Софија. Барањата кои ги испорачува Бугарија не се новите кои истите на кои се согласила минатата влада во 2022, вели премиерот Мицкоски по средбите меѓу двете претседателки во Софија. Освен менувањето на уставот, Бугарија притиска и за акцијскиот план за малцинства, работата на историската комисија и вториот протокол, тврди Мицкоски. Иако е оптимист, вели дека разговорите кои се воделе во Софија се целосно различни од тоа што тој го разговарал со Мерци Макрон во Тиват. Тоа се барања од 2022, не се ова нови барања. Тоа што се обидува некој да ги манипулира граѓаните и јавноста во Македонија, тоа е друга тема. Но ова се барања кои што ние ги видовме уште 2022 и затоа рековме дека сме против. Само што чекавме 4 години, или да бидам попрецизен, 3 години, за да тие барања ги слушне цела Европа, светот, но и оние граѓани кои што за жал беа жртви на манипулативната политика на поединци. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцијскиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Дека не станува збор само за уставните измени како барање, потврди македонската претседателка по вчерашната средба со Јотова. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со
протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбург. Бугарија очекува Македонија да ги исполни како што велат европските критериуми за членство во Европската Унија. Посредбата со македонската делегација од кабинетот на Јотова преку соопштение бараат да се почитуваат правата на македонските бугари и да се стави крај на говорот на омраза во Македонија. Председателката истакна дека Македонија треба да го исполни францускиот предлог од 22 година, кој самата го прифатила и кој стана заедничка европска позиција за пристапување на Македонија во ЕУ. Илијана Јотова нагласи дека станува збор за европски критериуми за членство, а не за бугарски барања. За да ги започне преговорите, Скопје треба да ги исполни своите обврски, односно бугарите да ги внесе во својот устав. Скопје и Софија се согласиле разговорите и диалогот да продолжат, но ниту една од страните не прецизира какви конкретни чекори следуваат во однос на интеграциите. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски вели дека посакува редовни избори во 2028-та, но дека неговата влада веќе е во втората половина од мандатот и дека природно е да се подготвува за евентуални предвремени избори. Тој вели дека е подготвен веднаш да излезе на избори доколку опозицијата тоа го побара. За брго денеска, веќе сме во втората половина од нашиот мандат, ќе имаме парламентарни избори, па граѓаните нека одлучат. Дали овие, кои што капитулира, ја ограбија, ја осиромашија, ја уништија Македонија, треба да добијат еден пратеник, или ние, кои што нудиме сосема еден нов, современ концепт кој што се темели на многу работа, напорна работа, вакви објекти из цела Македонија, но истовремено безкомпромисна битка со аргументи и со став за националните интереси. Тоа е она кој што ќе добиете од оваа опција. Од другата опција гледате свитка на кичма, меко ткиво, криминал, корупција, грабеж, понижување, омаловажување. Тоа ќе биде изборот на следните парламентарни избори и граѓаните ќе треба да одлучат. Ние влегуваме во втората половина од мандатот и политички умно е кога ќе влезете во втората половина на мандатот да бидете подготвени на секакви сценарија. Ние сме кажале дека наша опција која што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година. Но сме подготвени секогаш како политичка партија, доколку тоа опозицијата го бара, да излеземе на терен и повторно да победиме. Но опозицијската СДСМ не бара избори, туку реагира дека премиерот го сменил ставот откако претходно тврдел дека нема да има предвремени избори. Сега одеднаш изборите се многу скоро. Ова не е прв пат Мицкоски да ја менува приказната според моменталната потреба. Има двајца Христијан Мицкоски, едниот ќе го враќаше името, најавуваше поништување на Преспанскиот договор, а другиот го прогласи за ремек дело на дипломатијата. Едниот беше против НАТО, другиот сега го фали членството. Мицкоски и неговата банда се плашат од моментот кога ќе немаат повеќе пари за да одржуваат власта и тендерите. Затоа штом ќе им снема пари за задолжување, ќе побрзаат кон избори, стои во реакцијата која што ја објавија од Социјалдемократскиот сојуз. Екс-градоначалникот на Карпош Стефчо Јакимовски доби покана за затвор. На 2 јули тој мора да се јави на отслужување на затворската казна, откако апелациониот суд ја потврди пресудата на основниот со која тој треба да одлежи 1 година затвор за градење на диво, откако беше прогласен за виновен за изградбата на објект во која смести администрацијата на општината. Јакимовски треба да се пријави во Шутка, каде има за одлежување околу 7 месеци затвор. За злоупотреба на службената положба ќе му се суди дополнително, откако оваа пресуда апелација ја укина и судењето го врати на почеток, но ако судот не побрза, ова дело до година ќе застари. Стефчо Јакимовски пред 2 дена свика пресконференција на која обвини дека пресудата против него е политички мотивирана, коментирајќи дека доаѓа во време кога тој планирал да се кандидира за нов градоначалнички мандат, уверен дека актуелниот градоначалник на Карпош нема да се врати од боледување. Најави постапка пред Врховниот суд. Тука е крај